Дали знаете како настанал сладоледот? Тој е еден од највкусните, најосвежителните и најпосакуваните десерти. Знаеме дека сладоледот или ладниот крем е замрзнат десерт кој се прави од мраз, најчесто од млечни производи, во комбинација со овошје или други состојки и вкусови. Дали знаете дека сладоледот е најстариот и најпопуларниот десерт во светот? Историјата на овој десерт се базира на различни приказни. Според некои, историјата на сладоледот започнува уште 3000 години пред нашата ера во Кина. Уште тогаш кинезите го знаеле рецептот за сладоледот кој му претходи на денешниот. Десерт, подготвен од млеко, разладена вода и други состојки, го воодушевувале светскиот патник Марко Поло. По враќањето од далечниот исток во 1292 година, тој прв запишал белешка за ледениот десерт кој почнал да се подготвува во италијанскиот дворец. Постапката и состојките биле строго чувани. Сладоледот станал десерт на богатите. Во антички Рим, императорот Нерон секогаш имал снег и мраз дури и во лето. Мразот и снегот биле чувани во посебни јами, биле носени од планините од страна на неговите робови. Во текот на летото се користеле за да се мешаат со разни овошја и мед. Така подготвувале сладолед. Во 1774 година сладоледот можело да се купи и на улиците во Њу Јорк. Познато е дека во 1813 година сладоледот е послужен на американскиот преседател Џејмс Медисон. Најзначајни настани во историјата на сладоледот се сметаат: основањето на фабриката за сладолед од страна на Фусел во 1851 година и изумот на замрзнувач 75 години подоцна. Така настанал и сладоледот на стапче, кој првпат почнал да се продава во Америка. Дали знаете дека сладоледот во корнет го измислила една девојка од Луизијана во 1904 година, која во една голема гужва останала без метални садови за послужување, а проблемот бил решен кога направила крцкави палачинки и ги завиткала како корнет. Дали знаете за следните интересни факти? Се проценува дека една топка сладолед содржи дури 273 калории. Просечно, во текот на една година јадеме околу 20 литри сладолед. Во некои историски списоци забележано дека и Александар Македонски сакал да јаде вид на сладолед направен од мраз со сок и мед. Дали знаете дека во неделите се продава повеќе сладолед од било кој друг ден? И тоа дека најпопуларен вкус на сладолед од секогаш била ванилата, на второ место чоколадото, а потоа јагодата. Дали знаете дека некои од најнеобичните вкусови на сладолед кои некогаш постоеле се они од лук, авокадо и тиква? Може би звучи неверојатно, но постои диета приспособена за губење калории, диета со сладолед. Нема човек кој не ужива во овој леден неодолив десерт. Вкусен, сладок, просто совршен. Се надевам научивме нешто повеќе за сладоледот. Интересно, нели? Затоа, ајде да учиме заедно. Прличевци, до следното издание повторете дали ова го знаевте. Довидување!